Замислете, оно што го читавме во првата глава од Исус Навин, што се имал Исус Навин од Библија, за да го чита, да го проучува, да размислува за тоа дење и ноќе. Што све? Од што се состоела Библијата во времето на Исус Навин? Само од петокнижието Мојсеево. Само од Тората, како што евреите нарекуваат. Само од законот. И таму во 3 век пред Христа, во времето на Птолемеј, братолюбецот, Филаделфот, прв пат се преведени во Септуагинтата 5 книги Мојсееви. Прво тие се преведени, а многу децении подоцна останатите книги. А и псалмистот, во чие што време имало многу повеќе библиски книги од законот, и псалмистот сепак во првиот псалм дава блаженство, ги благословува оние што во законот Божи дење и ноќе се поучуваат. Сепак, ние мора да продолжиме со повеста за Гедеон, каде што застанавме пред 2 саботи, и книгата на Судиите, се уште во 6 глава. Би сакал, како за продолжение, да го прочитам во преводот на доктор Константинов. Уште еднаш ќе прочитам само некои зборови што веќе ги читавме, од 15 стих на 6 глава, па надолу. Книгата на Судиите, да отвориме, од 6 глава, од 15 стих, па надолу. Значи, само ги повторуваме зборовите на Гедеона, кога се соочил со ова неверојатна заповед лично од Божиот Син, од самиот Господ. Но Господару, сега реагира Гедеон, му одговори Гедеон, како ќе го избавам Израел? Како ќе го избавам Израел? Мојот род е најмал во Манасијевото племе. А јас сум последен во куќата на мојот татко. Значи, кој сум јас? Но да се сетиме и на почетната реакција на големиот Мојсеј. Како реагирал Мојсеј на првиот налог Господов? Да отиде во Египет, да се врати во Египет, за да го избави својот народ. Но Господи, јас дори пелтечам, јас сум хендикепиран. Што сака да каже човечката природа кога вака реагира? Господи, кај ме најде баш мене? Па јас сум фаличен. Јас сум слаб, јас сум инвалид, јас сум ова, јас сум она. Тука може да најдеме еден куп изговори. Ако бараме изговор, ќе најдеме, така? Лесно може да се најде. Полни сме со слабости, лесно може да најдеме изговори, така? Која е првата лекција? Господ пак ужива, а целата повест за Гедеон и подоцна следната глава, ослободувањето од мадијанците, тоа го покажува, ги покажува зборовите на апостол Павле во Новиот Завет. Господ па ужива да го бира тоа што е слабо, за да го победи она што е јако, она што е силно. Зошто тоа така? Зошто Господ сака така? Господ сака да се прослави Он и неговата сила во вашите слабости. И тоа апостол Павле го сватил.
Ја ги споменав неговите зборови од првото послание, а во второто послание. Затоа дури премногу ќе се фалам со моите слабости ќе се фалам. Затоа што така во мене ќе се појави, ќе се исполни Божјата сила, Божјата благодат. Тогаш Божјата благодат, неговата сила во нас ќе биде потполна. Кога сме свесни за нашите слабости, но потоа, бидејќи не се потпираме на себе и својата сила, тоа не е пречка да продолжиме да ја исполниме Божјата волја, Божјата заповед и Божјиот налог. Корисно е да сме свесни за својата слабост, дека не лежи во нас силата за успех и победа. Иако, ако веруваме, иако се потпреме со вера на Божиото ветување, ние ќе ги вложиме и сите наши сили во тој правец, но не се надеваме на нашите сили. Верата ќе ги вложи и сите човечки сили, но не се надева на нив. Се надева на Господа. Како што проучувавме за Исус Навин. Исус Навин така ја подготвил израелската војска, како да целиот успех и победа зависат само од неа, само од човечките сили. А потоа се помолил на Господа, како да и така се молел, како да целиот успех, што е вистина, зависи само од Божјата сила. И тајната на успехот беше што? Беше соработката, соединувањето на Божјата сила со човечките напори. И понатаму што вели Господ на ова исповед Гедеонова, дека е тој најмал, дека е тој последен во својот род, во своето племе. Господ му рече, јас ќе бидам со тебе. Значи, тоа е добро. Тоа е добро што си свесен какви ти се силите лично и каква докаде ти е чергата. Тоа е добро, затоа што така треба, да не влезеш во некоја илузија дека си некој и нешто, дека си битен и дека ти можеш да направиш нешто за некој подвиг, за восхитување на другите. Значи, добро е да не паѓаме во илузии, во вообразеност, во дрскост и да сме свесни за нашите слабости. Но, сега е второто искушение. Немој да те исплашат силата на непријателот и свеста за својата слабост и немок против него, бидејќи Господ ќе биде со тебе. Значи, сега надевај се на Божјата сила. Кога си свесен за твојата немок, надевај се на Божјата сила. Јас ќе бидам со тебе, па ќе ги победиш мадијамците како еден човек. Ги читавме и овие зборови, само сакам да ги повторам. Гедеон му рече, и сега Гедеон го постави тој услов, да не го повторуваме него, како му донел јадење на овој така наречен ангел Господов, всушност видевме дека тоа бил самиот Господ, во второто лице на Божиот Син. И на крај, кога Гедеон сватил дека имал работа со Господа, затоа и ќе скокаме веднаш на 22 стих. Ах, Господи, го видов Господовиот ангел лице в лице, го видов, значи, Божиот Син лице в лице. Господ му одговори, мир со тебе, или, како му рекол на еврејски, шалом, не бој се, не ќе умреш, вели Константинов. Гедеон му подигне жртвеник на Господа на тоа место и го нарече Јахве Шалом, Господ на мирот. Тој стои до ден денес во Авиезеровата Офра. Авиезеровата, се извинувам. До тука застанавме пред 2 саботи. Сега продолжуваме. Што сега понатаму? Во истата ног Господ му рече, сега ова е ново видение. После првата средба денски, сега ова е ново видение до Гедеона.
земи од татка си сгоен јунец, 7 годишен јунец. И што? Види сега, после првата лекција, со што треба да се вооружиш и на што треба да се надеваш, следи конкретна заповед, конкретна наредба за акција. И сега, размислете дали е ова сега, што сега му е заповедано на Гедеона, дали е ова сега нешто лесно и нешто комотно. И разорни го Валаамовиот жртвеник. Оди сега да го срушиш жртвеникот на Валаам. Оди сруши го. Валовиот се извинам. Кој од нас би го направил тоа? Сега некој да ви рече, оди на плоштад и сруши го конјаникот. Сето тоа што е таму изградено. Ако Господ ти рече да го направиш тоа, ќе го направиш? Ама ќе дојде полиција, како? Ќе дојде полиција? Ќе се соберат и ВМРО-вци. Па ќе ги прашам, вие сега бугари сте или од Александар сте? Шо сте? Да не бегаме сега таму. Одлучете шо сте. Едното и другото не може да сте. Вааловиот жртвеник, ова не е мала работа. Ова не е ни Александар Македонски, ни другарот Тито пред гимназијата. Другарот Тито ќе го срушиме пред гимназијата, ако ни биде речено. Тоа е помал проблем, полесно. Тука ВМРО-вците нема да ни се налутат. Може би. Некој друг може би, ама тие се сега стари. Обожавателите на тој Бог се сега стари и изумрени. Повеќето од нив. Може би левица, левица ќе ни се налути тука. Но ниту едниот, ниту другиот не може да се споредат со ова, Вааловиот жртвеник. Ова било како сега некој да ви рече, имаше некои такви протестантски пастори, посебно фанатизирани, имаше во вести на интернет минативе години како некој го срушил, го скршил кипот на Богородица, не знам каде, некаде во Америка. Имаше едни пастори што крше, веќе во Америка се прават статуи на ѓаволот, на сатаната, во некои држави. И еден протестант отишол, го скршил, лом го направил. Замислите некој идол кој што е обожуван од цела нација. Како нешто, како голема, како да речем, големо чудо, голема светиња. Тоа Гедеон сега му е наредено да отиде и да го сруши. Дали е тоа едноставна работа за извршување? И сечи ги ашерите, или оние висините, како се преведени, покрај него. Сите идолопоклонички места. Оди, сокрши ги, исечи ги, скрши ги, уништи ги. Потоа, значи прво тоа, а потоа подигни му жртвеник на Господа твојот Бог. Значи, видите, Библијата не поддржува екуменизам. Нека бидат ашерите, нека бидат ваалите, статуите на Ваал, па нека биде и Господовиот жртвеник. И така еден верски плурализам. Па сега ти на кој Бог му се кланяш, демократија, ти ќе отидеш на тој жртвеник.
Ако сакаш па да му служиш на Јахве, ќе отидеш на овој жртвеник. Нема тоа. Само жртвеник на Господа ќе му подигнеш, откако ќе ги исечеш и уништиш идолите. Нема плурализам, нема демократија, кога е верата во прашање, вистината. Има само еден пат и само една врата која што води кај Отецот. И нема никој друг. Никој друг освен Христа. И потоа подигнемо жртвеник на Господа твојот Бог на врвот на таа горска карпа или стена, вели Константинов, и уреди го добро жртвеникот. Земи го јунецот и принеси паленица на дрвата на ашерите, што ќе ги исечеш во горичката. Значи, искористи ги за огрев, за дрва, за тоа се идолите. Искористи ги за материјал, за гориво. Тогаш Гедеон зеде 10 луѓе од своите слуги. Значи, сепак не отишол сам, така Андреј, не отишол сам. Зел човечка сила, која што му стоела, која што му била на располагање, само што не се надева на неја. Така. Да запаметиме оваа лекција од сите беседи за Гедеон. Да бидеме свесни за својата слабост, да се потпреме на Господовата сила, но при тоа вложуваме и ги користиме сите човечки сили што ги имаме на располагање. Значи, нема да бидеме се ирджи и да гледаме и да чекаме Господ да ја заврши сам работата. Од друга страна па нема да се укакам од страв и да одбијам да ја извршам Божијата заповед, изговарајки се со својата слабост и немок и со силата на непријателот. Туку се надевам на Господа, а при тоа ги користам сите човечки сили што ми стојат на располагање. Значи, зеде 10 луѓе од своите слуги и направи како што му заповеда Господ. Но бидејќи се плашеше, сепак се плашел. Затоа што не е едноставна работа. Сакаш да имаш работа со полиција? Сте имали работа со полиција? Сме имали, јас се сеќавам, не носеа со марица. Далечната 94-та година не собраа од овдека, не носеа во станица и така натаму. И ако сте верни на Господа, без оглед од кои причини порано сте имале работа со полиција, ако сте верни на Господа, допрва ќе имате често, од сега натаму. Да се навикнеме малку на тоа. Може? И да не се плашиме. Но Гедеон сепак се плашеше од своето семејство и од граѓаните. Па затоа го направи сето ова, ама кога? Ноќе. Значи, бидејќи Господ не прецизираше кога да го направам, јас ке си го направам ноќе, што е сигурно. Значи, поголема е веројатноста да не бидам виден, да не си направам проблем сега веднаш на лице место. Како Никодим што дошол кај Исуса ноќе и така натаму. Се излушил од своето семејство, дори вели, и од граѓаните. Што ќе кажат другите? Сте го имали овој проблем? Што ќе кажат сега други? Што ќе кажат роднините? Што ќе кажат комшиите? Што ќе кажат другови и другарице? Што ќе кажат колегите? Што ќе кажат
Кој све друг? Пријателите, сте го имали овој проблем? Да, семејството, така. Јас сум го имал овој проблем. Траеше само 3 месеци тој проблем. И потоа слободно решив. Ке појдем во црква и не ми е гајле што мислат другите. Ми звонеа во ушите Христовите зборови. Тогаш пред 34 години. Кој ќе ме признае мене пред луѓето, ќе го признам и јас него пред мојот Отец Небесен. А кој се срами од мене пред луѓето, ќе се посрамам и јас од него пред мојот Татко Небесен. Следниот стих. Кога граѓаните поранije утреден, а тоа што да видат, разорнат валовиот жртвеник и исечени ашерите покрај него, а јунец жртвуван како паленица на нов олтар, новиот жртвеник за Јахве, кој што Гедеон и неговите слуги го подигна. И се прашува граѓаните, вели овде. И се прашува граѓаните, едни со други, кој го направи тоа? Испита, истражија, па рекоа, Гедеон Јоасовиот син го направи тоа. Што се случило? Тогаш граѓаните му рекоа на Јоас, значи таткото, изведи го синот за да умре, вие сака да го убијат се. Значи, ова е бетер од Иран. Може би во Иран подобро ќе поминеш. Ако од муслиман станеш христијанин. Денес во Иран мнозина тоа стануваат и покрај сите неволи. Слава на Бога. Да умре, зашто го разурна вааловиот жртвеник и ги исече ашерите покрај него. Јоас им одговори на сите кои стоја околу него, зар вие ќе го браните Ваала? Зарем вие ќе го спасувате? Се малце подсмев. Стариот Завет често користи подбив и подсмев за лажната религија и за лажните богови. Вие ќе го браните Ваала? Вие ќе го спасувате? Кој го брани Ваала, ќе биде погубен пред утрешниот ден. Ако е тој Бог, нека се брани самиот себе си од Гедеона, зашто му го разорнал жртвеникот. Самиот Ваал не реагирал, вие реагирате? Вие сте поголеми католици од папата? Во тој ден го нарекоа Гедеона Јеровал, вели овој превод. Дали имате поинаква верзија на ова име во вашите Библии? Што значи ова? Зашто се зборуваше самиот Ваал нека се пресмета со него, зашто му го разурна жртвеникот. Видите, ова станало поговорка. Значи, Гедеон добил прекар од своите сонародници и сограѓани, Јеровал, не знам како да го преведеме со едно име, со еден збор на македонски јазик. Може би Враговал, може би... Самиот Ваал, тоа станала поговорка, самиот Ваал нека се пресмета со Гедеон. Му го разурна жртвеникот на Ваал. Ваал нека се буни, Ваал нека реагира, Ваал нека интервенира. Не вие. Кои сте вие? Понатаму читаме од 33 стих. Сите мадијанци, амаликијци и синовите на исток се собраа. Видите ово, каква реакција предизвика ова сега. Само затоа што го разурнал жртвеникот на Ваал.
Што предизвика сега ова верижна реакција? Се собраа сите вааловци. И откако го помина Јордан, се влогорија во Езраелонската или Ездраелонската долина. Со каква намера? Се собраа еден куп пагански војски сега. Зошто? Да го бранат Ваал. Ваал не може самиот да се брани, треба други да го бранат. Како што папата не може сам да се брани, треба други да го бранат. Господовиот дух го укрепи Гедеона и тој затруби во рог или во еврејскиот шофар. И Авиезеровиот род застана зад него. Значи, застана целиот тој род, што тој го нарече слаб и мал. И тој испрати гласници по целото Манасиево племе, па и тие застана зад него. Видите, од што се случи сега ова? Толку многу израелци, само од едно племе. Испрати вестници и во племето Асирово, Завулоново и Нефталимово, па и тие им тргна во пресред. Што мислите, што кажувале овие гласници за да се случи ова рекрутација? Што кажува гласниците? Со што ги охрабрува другите израелци да се здружат со Гедеона против паганските војски? Што кажува? Дали кажува, ајде, не напаѓаат непријателите, Гедеон е сам со своето племе, со својот род, појдете му во пресред. Дали само тоа кажува? Што кажува за да израелците се соберат зад Гедеона? Па сигурно не го кажувале само тоа. Не било обична тревога. Го кажувале искуството на Гедеона. Средбата со ангелот, Господовите зборови, Господовото видение, Господовиот налог. Јас ќе бидам со тебе и ти ќе ги поразиш мадијанците како еден човек. Тоа влевало храброст за мнозина израелци од сите овие племења да се соберат и тие да застанат зад Гедеон во борбата против непријателот. 36 стих. Гедеон му рече на Бога: ако навистина сакаш да го ослободиш Израел со мојата рака, како што ми вети, еве ќе сложам овчо руно на гумно. Ако има роса само на руното, а ако земјата остане сува, тогаш ќе знам дека со мојата рака ќе го избавиш Израел како што вети. Гедеон повторно бара знак. Колку знае да биде несигурна човечката природа. Колку знае да биде колеблива човечката природа. Господ ти се јави, Господ ти вети. И сега пак сакам знакче некој. Знакче бе сакам. Сакам да бидам сигурен. Секако, наближува битката, наближува испитот, наближува искушението. И бидна така, Гедеон порани утредента, па исцеди роса од руното, полна кофа вода. Толку било влажно овчето руно, а сета земја наоколу сува. Тоа било чудото. Пак Гедеон му рече на Бога, што се ова не било доволно? Ова се треба да добиеш лаканица за ваква дрскост. Па му рече на Бога: не разгневувај се на мене. Значи те молам сега, прости ми што сум. Остави вие да кажете. Дека ќе ти проговорам уште еднаш,
дозволи ми уште овој пат да се обидам со руното, нов знак. Сега пак само руното нека биде суво, а росата да биде посета земја. Нов знак. Зошто? Па првиот не е доволен? Па дали имаше потреба и од првиот знак? Господ ти рече, ја ќе бидам со тебе. Што е сега проблемот? Стравата ми прпа. Сме го имали овој проблем? Го имаме овој проблем во нашите животи. Да. Епа долго време, и од смртта на Елена Вајт имаме 110 години. Долго време живее и адвентниот народ без пророк. И зато ги гледаме сите овие девијации и на лева и на десна страна. И Бог направи така, исто така направи. И вториот знак му го исполни. Онаа ноќ само руното остана суво, а росата падна посета земја. И в 7 глава започнува со новото име на Гедеон, прекарот Јеровал. Самиот Ваал нека се пресмета со него. Ваал ги собрал своите војски против Гедеон, а тоа значи против Израел. Израелците се собра зад се уште плашливиот Гедеон, бидејќи овој не еден барал дури 2 знака од Господа. И ви изгледа двата беа доволни, сепак беа доволни, за да влезе во Мегдан. Сега има големи лекции за верата да се научат од самиот Мегдан, кои што сигурно ги паметите, но за тоа, ако даде живот Господ и здравие, следната сабота. 7 глава следната сабота. Нека му е фала и слава. Амин.